толкувате, односно ова го докажавте и пред неколку седмици кога имавме автентично толкување на законот за игри на среќа, па потоа увидовте дека сте грешка по сите укажувања и напори. Очигледно не ви га памет. Зошто? Повторно се обидувате сами да толкувате одредби од деловникот. Една од надлежностите на комисијата е да имаме автентично толкување. Меѓутоа, комисијата, не председателот на комисијата. Покрај сите надлежности, морам да ви ги прочитам, бидејќи очигледно не сте ги прочитале сите заедно. Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за усогласеност на законите и другите акти со уставот и правниот систем, како и нивната правно-техничка обработка, колешки. Внимавајте, законите и другите акти со уставот, усогласеноста. Свесни сте дека законот кој што се носи е противуставен. Дополнително ќе ги поврзаме и сите одредби до уставот. Втора надлежност, барање за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите. Автентично толкување дава комисијата, не председателот на комисијата. Вие си земате за право автентично да си толкувате како вам ви одговараат одредбите, конкретно ќе ви цитирам за конкретната одредба на која се повикувате. Потоа, утврдување на пречистен текст на законите и другите акти, ако со закон, односно со друг акт биле овластена. Давање исправки на грешки во објавениот текст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на собранието и исправки на грешки на пречистен текст на законите и на другите акти. Внимавајте, оваа комисија е филтер за пуштање до случајни и објавување, односно стапување на сила на самите закони. Воспоставување меѓународна соработка и прашања кои се однесуваат на законодавната дејност и правните системи. И други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката. Ова се надлежностите на комисијата, поштовани колешки. И сега, бидејќи вие си земате за право да толкувате, веројатно во координација со претходната заменик председателка на комисијата и со председателот на собранието, и велите дека според членот 171 Д вели вака: расправата во матичното работно тело и во законодавно-правната комисија по предлог на законот на надлежност на матичното работно тело за финансиите и буџетот, по предлог на законот од надлежноста на матичното работно тело за економските прашања и по предлог на законот со кој се врши осогласување со правото на Европската унија, кои се разгледуваат по скратена или итна постапка, може да трае најмногу 2 работни дена. Вие толкувате дека според вашето толкување треба денес да заврши ова расправа. Ајде, запишете го прашањето да ми одговорите. Што доколку беше доблесна претходната председателка во однос на водењето на комисијата и да беше по ваше, иако не се отвори расправа таму по точката, да беше отворена расправата. Овај ден, ова расправа да траеше до 12:00. Кога ќе расправавме ние на законодавно-правна комисија, или тогаш немаше потреба ниту да расправаме на законодавно-правна комисија? 2 дена ќе помине. 2 дена ќе беа поминати. Дали е според вашата логика тоа? Еве конкретно прашање, доколку имаа доблест да ги разгледуваме амандманите кои што се поднесени до 12 часот, односно до 24 часот на полнок, кога ќе расправаше законодавно-правната комисија по ова законско решение? Иако повторувам, точката на дневен ред не беше ниту отворена да течат овие 2 дена на првата комисија, на Комисијата за европски прашања, за кое што е еклантантен пример дека таа не е надлежна и е чиста злоупотреба. Зошто? Повторно запишете уште едно прашање да ми одговорите. Што тоа се смени во позитивните прописи на Европската унија за само 10 дена? На која што се повикувате? Зошто? Бидејќи овде пред нас е законот од група на пратеници, од влаското мнозинство, кое што го имавме добиено во редовна постапка, како предлог на закон, со идентичен текст до точка и запирка со вака предложеното сега законско решение од владата преку Министерството за труд. Меѓутоа, беше во редовна постапка без европско знаменце, бидејќи тогаш и подносителите
И председателот на собранието протолкувал дека вака поднесениот закон е во процедура ставен согласно одредбите на деловникот и за истиот нема потребно, односно во никој случај не треба да има европско знаменце. Истиот се пушти во процедура, се стави на Комисијата за труд и социјална политика, имаше расправа на Комисијата за труд и социјална политика, се разговараше, се дебатираше, се воспостави еден систем каде што ќе се доставя дополнителни амандмани за подобрување на текстот на ово законско решение. Меѓутоа, под превезот на тоа дека некој се договорил со одредени структури за да можат да ги застарат предметите, да ги затворат предметите, под превезот на уставната одредба дека судиите не одговара во однос на судската одлука која што ќе ја донесат, немат никаква одговорност, ќе им се продолжат мандатите на овие судии, за да во овој период истите потоа заминат во пензија, а оние кои што се спасиле, меѓутоа во оган се ставени пратениците од мнозинството кои што на неделовнички начин го носите. И сега зборуваме за процедура. Го ставате, после неколку дена доставувате предлог законско решение во кое што го ставате по скратена постапка со европско знаменце, единствено да се ограничи дискусијата и работата на самите комисии за може да се подобри ова законско решение, да се скратат роковите за нивно донесување, бидејќи ви гори под нозе до 30 јуни. Но, како се доведовте до ова? До 30 јуни да им престанат мандатите на овие актуелни суди и обвинители. Ова законско решение го донесовте пред само неколку месеци, почитувани колешки. Вие лично, како пратеничка група и како парламентарно мнозинство, извршивте измени на Законот за работни односи во 2021 година. Истиот не можеше да издржи ни неколку месеци, а да не посегнете под дополнително изменување и дополнување на овој закон, каде што разговаравме токму на оваа комисија, уште тогаш имавте грешки во одредбите кои што ги поставивте таму. И сега зборуваме за деловникот за работа во Собранието на Република Македонија. Морам да ви ги прочитам и надлежностите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Зошто? Ќе видите сега зошто. Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците ги разгледува прашањата што се однесуваат за функционирање на политички систем, менување на границите на Републиката, државните символи и нивната употреба и внимавајте, алинеја 4, судство, адвокатура и јавно обвинителство. Ако една надлежност најдете на Комисијата за европски прашања, каде што е наведено дека надлежност има да разговара и да биде надлежно матично работно тело на овие теми, потенцирајте ми, ги имате под одлуките кај вас, потенцирајте ми. Понатаму, другите надлежности, слобода на движење, слобода на израз на избор на живеалиште, матична евиденција, заштита на лични податоци, лични имења, лични карти, патни исправи, попис на население, системот на јавно информирање, избирачко право и начин на избор, референдум, народен правобранител и другите надлежности, да не ги набројувам, на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците. Мислам дека доволно јасно ви стана каде требаше да оди ова законско решение. Во најмала рака да го ставивте таму, да се разгледаше во соодветната комисија, а Комисијата за европски прашања повторно можете да ја вклучите како заинтересирано работно тело. Меѓутоа, кратки ви беа роковите. Иако, потенцирам, повеќе од 6-7 месеци ви беше донесен законот, немавте договорено што ќе се случува со овие суди и обвинители, односно не бевте договорени дали ќе ви ја завршат работата на вашите носители на функции во дадениот момент и затоа не посегнувавте по тоа. Дополнително, во членот 125 од Деловникот за работа на Собранието, цитирам: предлозите на законите и другите акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно правна комисија.
Предлозите на законите и другите акти можат да ги разгледуваат и други работни тела. Заинтересирано работно тело, почитувана колежки. Матичното работно тело зазема став по мислењата и предлозите на заинтересираното работно тело. Покрај тоа што не го ставивте на Комисијата за политички, не го вклучивте никако заинтересирано работно тело, а требаше да биде основно, односно матично работно тело, а во најмала рака, ако сакавте, односно сакавте да ги кратите роковите, Комисијата за европски прашања ќе ја вклучевте како заинтересирано. Иако, повторувам, нема никаква допирна точка, бидејќи нема никакво усогласување со ниту еден изворен акт, односно никаква регулатива или директива на Европската унија со која што се усогласува ова законско решение. Впрочем, ова вие го признавте, не јас, не опозицијата, председателот на собранието, тој е должен да ги испита сите околности под кои се доставува и се става во процедура одреден предлог на закон. Пред 2 месеци го ставил во процедура без европско знаме, истото сега го менува со европско знаме. И затоа истото ве прашував и во однос на законот за Академија за суди и јавни обвинители, каде што истото го направивте. Најпрво го поднесовте во редовна постапка, после 15 дена истото идентично законско решение до точка и запирка го поднесовте со европско знаменце. Не одговоривте тогаш, претпоставувам и сега нема да одговорите. Што тоа се смени, која регулатива или директива во позитивното право на Европската унија, со која се регулира, односно со која треба да се хармонизира овој закон за работни односи, со кој што Lex Generalis, закон за работни односи, ќе го дерогирате, односно ги дерогирате и законот за судови и законот за јавно обвинителство. Како понатаму ќе воспоставите ред на носење на вакви прописи, односно воспоставувате лоша пракса. Лошата пракса се однесува на искористување на европското знаменце на секој еден закон кој што власта е притиснат од посебни лоби групи за зачувување на своите фотели и неодговорност, односно доведување на правосудниот систем и загрозување на оние кои што честно си работат да имаат доверба од само 8%. Односно 92% недоверба. Ова го кажав на една друга комисија и овде ќе потенцирам. Со ваквиот ваш однос, наредната година ќе имаме 0,8% доверба, не 8%. Тоа значи дека ги прекрашувате сите овие членови од деловникот и со тоа си поигрувате со сите овде кои што седиме, чакаме да ги донесеме законските решенија кои што ви стојат како недонесени, односно неразгледани, а со цел да се подобри целокупниот правосуден систем. Меѓутоа, не дозволувате, бидејќи со тоа што посегнувате по вака самостојно толкување автентично на одредбите од законите и деловникот, тоа доведува само до ваше понатамошно задлабочување во грешките кои што ги превземавте од старт. Ова законско решение е допрва предизвик за уставните судии кои што вие ќе ги изгласате и дел од нив ги изгласавте, допрва дали ќе го стават на разгледување на дневен ред, не дали ќе го укинат или поништат. А предпоставувам дека одлуката ќе биде, и ако го стават на дневен ред, одлуката ќе биде во најмала рака, доколку имат барем малку доблест, ќе го укинат, нема да го поништат, но тоа ќе биде после 3 години од кој што ова законско решение има важност. Што со тоа законско решение после тоа? Сите оние кои што во моментот имаат 64 години, а им е продолжено до 30 јуни, истите ги исполнуваат условите за пензија на колешки. Вие дополнително предвидувате дека ќе им бидат, односно ретроактивно ќе им бидат продолжени мандатите. Најпрво, знаете дека судскиот совет нема надлежност за продолжување на мандат. Судскиот совет има надлежност да именува и да разрешува. Судскиот совет нема надлежност за продолжување, а вие му давате дискреционо право со закон за работни односи, Lex Generalis, на судски совет надлежност нова. Тоа е давање на нова надлежност на
на судскиот совет. А законот за судови, законот за јавно обвинителство, законот за судски совет, ова се двотретински системски закони со закон кој што се носи со обично мнозинство. Ние му даваме дополнителна надлежност на судскиот совет и давајте дискреционо право каде што вели може, и една колешка која што водеше претходно комисија велеше може ама не мора. И овде ќе видам може ама не мора. Давате дискрециона нова надлежност на судскиот совет да може да продолжи мандат на судија, односно оној кој што ќе процени дека му е подобен за нив, може да му го продолжи. Во најмала рака, ако сте биле со намера да ги продолжите на сите, требало да се остави избор на самиот носител на функцијата судија, дали ќе го прекине, односно да им се продолжи до 67, но дали ќе го прекине, а не да дозволите нова надлежност на судски совет со закон за работни односи. Му давате нова надлежност. Тоа е противуставно. Овде има колизија на законски одредби. Имено, зашто друго станува збор? Во самиот закон за работни односи предвидувате дека со поисклучок од ставот 1 на овој член работниот однос, односно мандатот на судиите и јавните обвинители може да се продолжи од страна на Судскиот совет на Република Македонија, односно Советот на јавни обвинители на Република Македонија до наполнување на 67 години возраст на судијата, односно јавниот обвинител. Продолжувањето на работниот однос од ставот 2 на овој член ќе се однесува и на вработените судии и јавни обвинители кои што навршиле 64 години возраст и чии работен однос, односно мандат, бил продолжен до јуни 2022 година. И сега, се извинувам, овој вели одредбите од ставот од членот 1 став 1 на овој закон ќе се дополнува, со кој се дополнува членот 104, се дава два нови става. Применуваат 3 години од денот на влегување во сила на овој закон. Во членот 104 од овој закон се предвидува дека договорот за вработување работодавачот го прекинува кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години стаж, доколку со друг закон поинаку не е уредено. Доколку со друг закон поинаку не е уредено. Тоа е лекс генералис, односно општиот закон, а со специјалните закони е предвидено дека самите специјални закони кои што ги предвидувате, што сте предвиделе, имаат иста одредба како законот лекс генералис. Па зошто е од тогаш специјалниот закон? Зошто не е? За да законот за јавни обвинители во членот 86 во ставот 1 алинеја 1 2 3 4 5 вели ако е осуден, добро, трајно ја загуби способноста и упатува на законот за работни односи. Имаме колизија на закони, на одредби. Не може закон, специјалниот закон да упатува на лекс генералис. Никаде и никако не може ова да се дозволи. Меѓутоа, вие дополнително ја продлабочувате оваа голгота. Односно, истото се однесува и со законот за судска функција, каде што еден од условите за законски престанок на на судиската функција, покрај другите, вели на судијата му престанува судиската функција ако тоа сам го побара, трајно ја загуби способноста за вршење на судиска функција, што го утврдува Судскиот совет на Република Македонија, ги исполни условите за старосна пензија со можност за продолжување на мандатот согласно прописите на Законот за работни односи. Имаме закон специјален и генерален кој што се подудараат самите законски одредби. Овде треба да имаме произнесување доколку имаме уставен суд, но немаме, а и допрва ќе немаме, да се произнесат кога има колизија на вакви одредби, а еден од филтрите за да немаме колизија на вакви одредби е Законодавно-правната комисија во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, Законодавно-правната комисија во Собранието на Република Македонија гледаме
колку се грижи за законитоста и уставноста на прописите кои што ги носиме. Ама го знае тоа председателот. Ова го знам дека го знаете, меѓутоа вака ви е наредено и морате да терате по теркот кој што ви е даден. И сега се доведуваме во ситуација на правна празнина и дополнително ги ставате на тапет оние кои што треба да одлучуваат како понатаму. Истите овие луѓе ќе продолжат 3 години, но другите кои што потоа ќе наполнат 64 години не можат да продолжат. Што со останатите кои што ги изземавте, потенциран пред само неколку месеци со законот за изменување и дополнување на законот за работни односи, каде што на десетици илјади вработени им го скративте ова право. Која е повластицата за носење на едно вакво законско решение? Немојте само да ми кажете дека ќе имаме недостаток на судии во судовите. Бидејќи знаете дека по глава на жител имаме и сме едни од државите кај што имаме најголем број на судии. Ова ви е јасно, ги знаете овие податоци, сигурен сум дека ги знаете и затоа претпоставам дека нема да ги коментирате. Но ние продолжуваме мандат на оние кои што го довеле судството на 8%. Или ако пластично разгледаме, она се оние судии кои што се именувани во 96 година 600 судии во вечер. Повторно се навраќаме на вакви пракси. Не можете, кршејќи го деловникот и уставот, а во уставот ви е цитирано во членот 9, кој што и колегата претходно ви го цитираше, дека граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичко и верско верување, имотна и општествена положба. Граѓаните пред уставот и законите се еднакви. Се еднакви, меѓутоа вие ги ставате во положба да судскиот совет, ново дадената надлежност од вас како парламентарно мнозинство преку законот за работни односи да одлучува, односно како велевте може, ама не мора, да може да продолжи мандат и Советот на јавни обвинители исто така да може да продолжи мандат. Па зошто тогаш амандманот 25 на Уставот на Република Македонија, каде што вели, цитирам: судската власт ја вршат судовите. Судовите се самостојни и независни. Судовите судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот. Забранети се вонредни судови. Сега, видовите, надлежност на основањето, укинувањето, организацијата и составот на судовите, како и постапката пред нив се уредуваат со закон, што се донесува со двотретинско мнозинство. Гласови од вкупниот број на пратени. Самиот Устав предвидел дека овие законски решенија кои што се однесуваат на судовите мора да се донесуваат со двотретински закон. Дополнително, законодавецот, кога зборуваме за законодавец, зборуваме за собрание, не зборуваме за поединци, односно за председател на собранието, а уште помалку за председател на комисијата, кои што сакаат автентично да толкуваат. Предвиделе дека надлежностите на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците е и судството, адвокатурата и јавното обвинителство. А Законодавно-правната комисија мора да води сметка за усогласеност на законите и другите акти со Уставот и со правниот систем, како и нивната правна техничка обработка. Никаде нема надлежност Комисијата за европски прашања да постапува по овој предмет. Дополнително на тоа што вие вршите самостојно толкување на одредбите од законот. Добро е што се надминавте и ни дадовте процедурални забелешки на членовите и замениците, бидејќи во вашите претходници во другата комисија има различно толкување, дека членовите и замениците немаат право на процедурални забелешки. Меѓутоа, вашето толкување е во насока да си ги завршите работите до крајот на денот. Но
толкувањето кое што ми го објаснивте и го објаснивте пред целокупната македонска јавност, дека со 24 часот денес завршуваат 2 дена, иако по самиот член вели од кога по предлогот од кога ќе се отвори расправата по предлог на законот. Предлог на законот не беше ниту отворен, а вие се надоврзувате. И еве уште едно прашање. Уште едно прашање. Кој определува од овие вкупно 2 дена колку ќе бидат на Комисијата за европски прашања часови работни, колку ќе бидат на Законодавно-правната комисија? Имаме 380 амандмани за разгледување. И вие се повикувате дека 2 дена заедно ќе ги толкуваме. Мислам, кумулативно ги земат. Но што станува збор? Еве потенцирам. Одговорете ми што ако завршиме во 24 часот со Комисијата за европски прашања. Кога ќе ја закажевте? А прашање на кршење на деловникот, што не е прв пат, меѓутоа, барем на ова комисија претходно не се случуваше, но очигледно имате притисок и ова да го направите, иако сте свесни дека го кршите, да ја закажувате комисијата веднаш после друга комисија која што не знаете кога ќе заврши. Па еве одредени колеги од овде не се членови на двете комисии. Дали тоа значи дека можеби некој колега има друга обврска, не бил на претходната комисија, а вие закажувате за 10 минути нова комисија, колешки? Каде е предвидените деловнички рокови за закажување на ваквите комисии и за да комисијата се подготват самите пратеници кога ќе се подготват за ова? Дополнително што при самото утврдување на дневниот ред на пленарна седница на која што се повикувате под превезот дека пленумот дал задолжение да се разгледува ваквото законско решение со европско знаменце, вие во 15:30 заврши пленумот, односно собраниската седница 8 поред вчера и за 20 минути почна комисијата. Па кога во вака скратени рокови и самите колеги ќе се организираат да направат амандмански забелешки за да може да се интервенира во законското решение. Ако претходно не сме го разгледале вашиот предлог на закон, кој што немате никакво објаснување, никакво оправдување, и на Комисијата за труд и социјална политика, кога ги прашав колегите, кој им ја даде информацијата дека треба да се продолжи рокот за пензионирање, годишната старосната граница за пензионирање на судиите и јавните обвинители, кој им ја даде анализата дека ќе немало дополнителни, односно ќе немало доволен број на суди и обвинители, никој не одговоривте. И очигледна беше намерата дека тогаш се сакаше преку пратениците да помине ова незабележено, меѓутоа од кога се увиде, ја префрливте топката во Министерството за труд и социјална политика. И во најмала рака, овде, како предлог на владата, можеше да го овласти, како овластен представник да биде министерот за правда, господинот Тупанчевски. Да видевме како тој ќе се произнесе по ова законско решение, а не Министерството за труд и социјална политика. Да видевме како тој ќе пристапи и што ќе се произнесе по ваквото прегледно законско решение. Немате никаква основа за носење на овој закон. Односно, целата постапка од старт ви е промашена и упорно се обидувате да не наговорите дека до 24 часот вие ќе ја завршите постапката, па не знам, може би еве ќе ви текне и да закажете и пленарна седница до вечер. Ако е толку да се помине на села. Ја не ја закажам. И ако зборуваме, може би во овие 2 дена треба да влезе и самата пленарна седница. Ако е така, кажете ни да знаеме. Да се прекине законодавно-правната комисија порано, да има време да се разговара на пленарна седница, почитувани колешки. Еве, кажете ми по кој член деловникот вие ќе ми одредите колку време ќе се разговара на Комисијата за европски прашања, колку време ќе се разговара на законодавно-правната комисија, колку време ќе се разговара на пленар.
вашите произволни толкувања автентични, увидовте дека добронамерно ви потенциравме во претходните седници кога се обидовте со едно автентично толкување да пробутите целосно изменување, суштинско изменување и дополнување на одредени закони под превезот на автентично толкување. Знам дека ги знаете овие работи, меѓутоа на вас се падна и жарта да ја држите во раце, за да го поминете ова законско решение. Но верувајте, оти ова ќе биде, повторно ви потенцирам, првиот предизвик на уставните судии, кои што не се сомневам дека ќе си ги изгласате, а сведоци сме дека и претходно изгласавте успешни, како велевте, истакнати правници. Доправа ќе биде предизвик дали овие уставни судии, потенцирам, ќе бидат доблесни да ја стават на дневен ред на разгледување ваквите одредби, а не дали ќе донесат одлука, бидејќи за многу прашања истите не ги стават на дневен ред. Се стават во фиока и не се разгледуваат. И преюдицираме одлука дека ќе биде и под притисок на целокупната јавност, доколку ја имаме, како критична маса, дека после 3 години истите ќе минат да се оправдат дека го разгледувале, но со самото окинување не се поништуваат претходните последици направени. Не можете насила да го носите ова законско решение и ве повикувам дополнително да се исконсултирате со стручните служби и да заземеме став како законодавно правна комисија еве во насока на автентично толкување, како да се произнесеме во однос на ова времетраење на овие две комисии кои што кумулативно ги земате. Што доколку имавме и заинтересирано работно тело. По 2 часа ќе одредевте за сите, а со текот на работата гледаме дека денес 15 минути работиме, 2 часа пауза давате, меѓутоа ова ви било смислено, бидејќи сметате дека до 24 часот се ќе заврши. Што и да се каже овде не е битно. Процедурално било. Амандмани биле, фрлени биле, ништо не е битно. Битно е да дојде 24 часот и вие да прогласите дека овде се е завршено. Срамота е ова. Ова е дерогирање на институцијата Собрание на Република Македонија, на законодавниот дом. И комисијата која што потенцирам треба да се грижи какви законски решенија ќе произлезат од овој законодавен дом и ќе бидат објавени, односно ќе стапат на сила и ќе произведат правни действија за граѓаните или одредени обврски или права кои што треба истите да ги користат. Не можеме да воспоставиме ред на носење на вакви закони и упорно туркате од една грешка во друга. Не поминаа неколку месеци, повторно се навративте. Еве, ви потенцирав законот за Академија за суди и јавни обвинители. Исто така го туркавте. И тогаш, зошто тогаш не се повикавте дека претходно има донесено одредени измени во Европската Унија, односно регулативи и директиви, впрочем и за усогласеноста. И во самото предлог законско решение кореспондентната табела ви е празна. На она што се повикувате, знаете дека не представува основ за да му се стави европско знаме на ова законско решение. Ако било така, председателот на собранието ќе ви го врател и ќе ви кажел дека мора да му се стави европско знаменце уште на првото поднесување кога е поднесено од пратеници. Но не било така. Знаел дека треба да се стави. Но сега, сплет на договори, морало да се стави. Не можеме да зборуваме за еден закон кој што врши дискриминација на самата фела, односно на самите судии, а да не зборуваме и спрема другите вработени, дека имаме селективност. Самата фела, односно самите судии кои што треба да продолжат, ќе бидат оставени на милоста и на милоста на судскиот совет, дали истите ќе им бидат продолжени. Не може. Еве уште едно прашање ќе ве прашам, бидејќи ќе важи ова законско решение 3 години, така? 3 години. Прво, не е уставен, со одреден рок на важење, меѓутоа не е ниту нова пракса.
вие носевте закони со име и презиме за решавање на проблеми, тогаш ги повикав граѓаните, секој кој што има поединечни проблеми со институциите на државата, да поднесат соодветно предлог законско решение, бидејќи со законско решение се решаваат проблеми на физички и правни лица во Република Македонија. А сега со ова законско решение повторно вршите дискриминација и потенцирам, ги дерогирате одредбите на системските закони, а со тоа му давате и нова надлежност на самиот судски совет. А со тоа и на Советот на јавни обвинители, впрочем тоа не го спомнавме, бидејќи и тој добива надлежност да продолжи дати. А при извештаите кои што ги разгледавме, Советот на јавни обвинители и председателот толку многу забелешки имаше во однос на функционирањето и истиот се пожели дека е целосно дерогиран од страна на јавното обвинителство, земени сите ингеренции, и сега вие му давате нова надлежност и му велите кој обвинител вие сакате, тој ќе продолжи да работи. А кој нема да сакате, нема да работи. Тоа значи, и еве ќе ве прашам, со каков акт ќе се носи за да се продолжи работниот век на судиите и јавните обвинители? Дали ќе се носи дополнително решение или истото, иако по сила на закон треба да престане до сегашното, му важи, а со тоа дополнително носите решение каде што ќе морате да наведете дека ќе важи само 3 години. Носите дополнително акт каде што ќе мора да наведете дека важи 3 години. Во кое решение, односно, ако пластично и малку по-хумористички го кажеме, вие од неопределено време ги вработувате на определено време. Од неопределено време, со неограничен мандат на трајање, вие ќе им дадете дополнителен акт со кој што ќе ги преструктурирате во вработени на определено време. Во момент кога ќе сакате да им ги прекинете договорите, ќе им ги прекинете, а со тоа ќе ги дерогирате сите други вработени, кои што честно и поштено си ја работата. Односно, секогаш сум кажал и сега ќе повторам, кога зборуваме за недоверба на судството од 92%, не станува збор за сите судии, обвинители и судска служба и јавна обвинителска служба, односно вработени во сите овие органи. Станува збор за поединци кои што се договараат со власта и со извршната власт, каде што не поминува пресуда над 500 евра, а истата да не биде договорена. Тоа е тоа кое што го потврдувате со ова законско решение, тоа е тоа по кое што посегнувате, и затоа, впрочем, ви е потребно ова законско решение да помине до 30 јуни, бидејќи самите се доведовте во ваква стапица, условно кажано стапица, бидејќи истиот закон го менувавте вие. Зошто тогаш не предвидовте дека ќе нема доволен број на судии? Ако е така, да сте немале информација дека ќе имаме правен вакуум во однос на вработувањата на судиите и обвинителите, тогаш еве од овде ве повикувам, повикајте ги председателот на судскиот совет и председателот на Советот на јавни обвинители веднаш да си поднесат неотповиклива оставка, бидејќи не ја извршиле основната функција за планирање на бројот на судии и обвинители за функционирање на обвинителствата и судовите. Од овде вие лично како комисија, односно како председател на комисијата, да ги повикате, бидејќи ве ставиле во заблуда. Ве ставиле во заблуда. Вас и целокупната извршна власт. Дека ќе имаме доволен број на судии и обвинители, а дополнително после тоа, после неколку месеци, по некое правило непишано, предпоставувам ќе ми одговорите, се повикуваат, односно се обраќаат само до пратениците од парламентарното мнозинство, истите не доаѓаат овде на комисија или дополнително заеднички да го побарат тоа, па пратениците од парламентарното мнозинство самите поднесуваат законско решение, за кое што после увидувањето дека
им е противуставно, веројатно истото се повлекува и истото предлог законско решение го пуштате со европско знаменце во костец со времето. Во костец со времето вршите проценка, погрешна проценка во однос на процедурите и навлегувате од грешка во грешка. Затоа ќе ве замолам, пред да отпочнете со расправа по точката на дневен ред, да ги одговорите овие прашања кои што ви ги постави, а после дополнително повторно барам процедурално, за да можеме да се дообјасниме, бидејќи конкретно ви наведов на кои членови се повикувам, одредбите, да ми одговорите и дали ќе смогнеме сила овде како законодавно правна комисија, сите заеднички, комисијски да излеземе и да кажеме, застануваме овде, дајте да се произнесеме по овие факти и докази кои што ги кажавме. Да видиме дали може да проработи парламентарната демократија, да отпочне од оваа комисија, бидејќи таа е надлежна за законитоста и уставна на прописите кои што ги носиме. Да бидеме примерна комисија, која што ќе ја пресликаме и во комисиите кои што ги води парламентарното мнозинство и во комисиите кои што ги води опозицијата, каде што потенцирам повторно имате мнозинство и секогаш одите на позиции на надгласување, да бидеме пример, односно не ни повеќе ни помалку, да си ги исполниме како комисија, зборувам, како сите, како членови и заменици, да си ги исполниме единствено надлежностите кои што ни се дадени со одлука на законодавен дом објавени во Службен весник во 2017 година. Ги имате сите надлежности, ви ги прочитав, да се надминеме и истите да заеднички застанеме да си ги исполниме обврските. Да не бидеме една од комисиите кои што повторно ќе ги прекршат сите деловнички одредби против законски и против постапки да водиме, со што потенцирам создавате предуслови за неуставност на самиот закон, кој што доколку имаме барем малку доблеска и уставните судии, истиот треба да биде поништен уште при самото носење на првата наредна седница, подопрен глас истите да разгледуваат и да го поништат ова законско решение. Еве, ви потенцирам да го поништат, не да го укинат, бидејќи станува збор за два термини, кои што се злоупотребуваат во јавноста, односно, кај јавноста се создава мнение дека се што е донесено не може да се врати назад во однос на овој дел, меѓутоа имаме термини каде што вешто Уставниот суд ќе се произнесе доколку му е наредено од страна на извршната власт и на владата да истото се укине, да, под притисок на јавноста ќе се укине, меѓутоа не ги поништува правните последици. Не поништува законското решение или одредбите од законот. Еве, од овде повторно ќе ви кажам, дајте, одговорите на овие прашања, за да можеме дополнително да ја разјасниме методологијата и начинот на постапување, на донесување на ова законско решение и да продолжиме во утрешниот ден, наредниот ден, да разговараме согласно одредбите на деловникот и да го вратиме во процедура. Впрочем, и не кажавте дали е повлечено законското решение од колегите пратеници кое што е поднесено. Бидејќи е идентично со идентични одредби до точка и запирка. Тоа значи дека на две пленарни седници имаме идентично законско решение. Само поднесено од различни овластени предлагачи. Еве, не потенциравте дали е повлечено. Што ќе се случи ако утре или задутре се закаже седницата за труд и социјална политика, помине и истото би дојде на дневен ред на пленарна седница. Ние можеме за исто законско решение да зборуваме и денес и утре, тоа значи. Ако хипотетички се закажат двете пленарни седници. Потенцирајте дали истото е повлечено, дали пратениците се повлекли од ова законско решение и му го доставиле на овластениот предлагач владата да го доуреди, а истата не го доуредила, го препишала до точка и запирка и го пуштила. Тоа е доказ. Или дека уште во првиот наврат истото законско решение било подготвено во владата и дадено на пратениците да се поднесе, или дека владата немала капацитет да го разгледа и да го дополни,
туку го зела како готов производ од пратениците ова законско решение и сега го пушта како областен предлагач. Немојте до толку да сметате дека луѓето не ја разбираат работата. Се гледа од авион дека вршите злоупотреба на постапките и тоа, повторно потенцирам, две законски идентични решенија за не повеќе од 2-3 недели. Едното е од група на пратеници без европско знаменце, другото е со европско знаменце. Идентични законски решенија. Дали некој ќе го објасни ова, предпоставувам дека нема да го објасните, бидејќи не ви е од корист да го објасните, но ова ќе го побараме и на пленарна седница, да бидат ставени или да добиеме известување од кои причини едното е повлечено. Може би била погрешна првата процедура, нека се произнесе председателот на собранието. Да каже да сум сгрешил, кога поднеле пратениците во редовна постапка, не било во ред, не сум постапил согласно деловникот, сум сгрешил, требало со европско знаменце, па да дебатираме дали требало или не требало. А сигурен сум и вие сте сигурни дека не требало. И затоа немојте да навлегувате, бидејќи потенцирам, не станува збор за било која комисија, станува збор за законодавно-правна комисија, каде што треба да ги усогласиме сите законски одредби согласно закон и устав. Немојте ние да бидеме пример за кршење на процедурите на законите и после тоа да се преслика во сите други комисии. Затоа барам да ми одговорите и дополнително после тоа ќе се вклучам повторно. Благодарам.